Добар ден и благодарам на можноста и на присуството, се разбира. Денеска сме овде во Гевгелија. Дел од теренската акција на ВМРО ДПМН е важна. Од тебе зависат промените. До сега поминавме неколку општини низ Македонија, разговаравме со многу наши сограѓани, со многу групи на наши сограѓани. Слушнавме многу работи, слушнавме многу предлози, но и слушнавме многу решенија кои што заслужуваат да бидат дел од програмата на ВМРО ДПМН за следните парламентарни избори. Ценам дека денеска и овде во Гевгелија ќе имаме можност да стегнеме многу раце на гевгеличани. Денот го започнуваме со состанок на кој што ќе биде многу значаен за нас, бидејќи ќе ги слушнеме луѓето кои што се можеби и современите патриоти, најзначајните овдека во Гевгелија, луѓето кои што секој месец мачат да обезбедат екзистенција на илјадници гевгеличани, а тоа се луѓето кои што се дел од бизнис заедницата, од стопанството, од реалниот сектор. Потоа денот го продолжуваме со проектите кои што се тековни, проекти кои што ги има направено градоначалникот. Понатаму денот го продолжуваме со најава на проекти кои што ќе бидат финансирани од идната влада на ВМРО ДПМН и нормално денот ќе го заокружиме со еден мини настан каде што ќе можеме да разговараме со гевгеличани, каде што ќе можеме да го сумираме сето она кој што ќе се случи во текот на денешниот ден. Денешната посета сакам да искористам да му честитам на градоначалникот, на советниците кои што ја поддржуваат работата на градоначалникот, на пратеникот кој што е дел од македонскиот парламент, кој што се бори да обезбеди преку амандман повеќе средства повеќе за проекти повеќе овдека во Гевгелија и за гевгеличани, но имајќи предвид карактерот на владата на СДСМ и ДУИ, знаете дека тоа е многу тешко да се направи и да се реализира, бидејќи тие кон општините каде што имаме градоначалници од редот на ВМРО ДПМН се однесуваат како да не припаѓаат во Македонија, односно се трудат со сите алатки да вршат притисок и воопшто ништо да не реализираат никаков проект во тие општини, мислејќи дека на тој начин ќе ги казнат граѓаните кои што на изборите во 2021 година гласале за ВМРО ДПМН и коалицијата. Но тука сум јас денеска заедно со подпредседателите Кочуска и Николовски да дадеме поддршка на градоначалникот, на локалната самоуправа, на пратеничката која што е дел од парламентот, на луѓето, на гевгеличани, дека набрзо денеска доаѓа нова влада на ВМРО ДПМН која што има намера да реализира проекти кои што ќе бидат од огромно значење за гевгеличани, проекти во висина до 3 милиони евра или вкупно во еден 4-годишен мандат до 12 милиони евра. Определивме голем број проекти заедно со градоначалникот, но и со луѓето овдека во Гевгелија. Дел од нив јас си би ги споменал, како што е реконструкција на патниот правец кој што води од Гевгелија преку Ново Конско до неколку населени места и неколку туристички излетнички места овдека во Гевгелија и на Кожов планина. Потоа тука е проширување на патниот правец од Прадејци до Смоквица, реконструкција на чаршијата во Гевгелија, ново основно училиште, проблем кој што е есенцијален овдека во Гевгелија, нов водовод нова канализациона мрежа во Милетино. Така што сакам да кажам дека ќе има голем број проекти кои што ќе бидат реализирани во периодот кој што следи, односно идната влада на ВМРО ДПМН има намера преку овие проекти да вложи многу пари, да децентрализира практично од буџетот и да ги врати тие пари назад кон општината. Општината треба да прави што е можно повеќе проекти за да може потоа да бидат тие проекти реализирани. Отприлика тоа е денот. Ќе видиме како ќе се одвива, па се надевам дека ќе имаме интересни следи. Јас тука би завршил, ако имате прашање, ви стојам на располагање, повелете. Што во меѓувреме опшала 15 тоа
се најден во невроно или ги мора да влада? Кој е вашиот став? Видете, многу сериозно ова прашање го разгледуваме и во рамките на партијата и затоа денеска со мене се и подпредседателите двајца да сакаме да ги увериме луѓето кои што се дел од реалниот сектор и од бизнес заедницата дека ВМРО-ДПМН е пријател, ВМРО-ДПМН како идна влада има намера сериозно да ја развива Македонија и ВМРО-ДПМН како идна влада има намера сериозно да помага и да биде партнер на бизнес заедницата, а не да биде непријател како што тоа се прави сега и со злоупотреба на европско знаменце насила да се наметнуваат законски решенија, меѓу кои што е и ова кој што го споменувате, тоа е солидарниот данок. Цениме дека бизнисот заслужува поддршка и цениме дека ние како ВМРО-ДПМН мораме да разбиеме стигмата дека кога нема од каде, тогаш се притиска бизнис заедницата и се притискаат граѓаните за да може владата да обезбеди денар повеќе, а потоа тој денар повеќе преку наместени тендери во 4 очи делумно и нормално да го злоупотреби. Барем за тоа постојат основани сомневања. Така што силна поддршка и порака на поддршка денеска од тука од Гевгелија за нормално локалниот бизнис, но и генерално за бизнисот низ Македонија, дека ВМРО-ДПМН како идна влада има намера да биде партнер и пријател на бизнисот и да помогне да тие се развиваат, а развивајќи се да ги задржиме луѓето во Македонија, задржувајќи ги луѓето во Македонија, ќе има и Македонија повеќе, ќе има и нас повеќе и цениме дека тоа е природен начин на развивање на настаните. Повторно е архивиран скандалот со екологија, со наработвање во македонското собрание. Кои се вашите сознания? Видете, станува збор за исклучително грозоморен, би рекол и монструозен скандал, кој што еволуира во моментот кога като системот не е ставен во функција. За да поедноставиме, ќе ми дозволите да им на граѓаните представам што во суштина се случувало или да бидам попрецизен, постојат основани сомневања што всушност таму се случувало. Кога пациентите на клиниката за онкологија влегуваат во една терминална фаза, а тоа е фазата кога практично тие губат на собствената тежина телесна, со тоа го намалуваат и волуменот, тогаш дозите кои што се аплицираат пропорционално се намалуваат, односно количината која што се аплицира постепено се намалува. И наместо тоа да го прават, делот луѓето кои што се дел од овој скандал, а се таму вработени, фиктивно ги зголемуваат тие дози и делот тие дози завршуваат во нивните джепови и потоа се препродаваат. За подсетување, една таква ампула чини помеѓу 3 и 3.500 евра. Тоа е суштината на наједноставен начин прикажана. За жал грозоморна, траорна, но јавноста заслужува да ја знае вистината. Зошто тоа се прави? Затоа што на тој начин се трошеле повеќе вакви ампули, поголеми средства се одливале, со што снабдувачот, веледрогеријата, била задоволна, бидејќи таа продава по неколкократно повисоки цени, а од друга страна, на едно примитивно, би рекол, криминално-мафијашко ниво, било печалено на смртта на нашите сограѓани. И она што е и заслужува внимание, но и она што треба да привлече внимание, зошто директно централизирано Министерството за здравство во одреден момент ја објавува набавката без при тоа да добие позитивно мислење од Фондот за здравство. Што опфаќа КАТО методата? КАТО методата опфаќа отчитувач на бар кодови на секоја од ампулите. Но и тоа не е доволно. Бидејќи вие можете да отчитате, а повторно таа да не биде аплицирана, ако не постои физички доказ дека таа била аплицирана. Затоа идната влада на ВМРО-ДПМН има намера
ова све да биде дел од позитивната листа и тие ампули кои што ќе бидат аплицирани и отчитани преку като методата да бидат сочувани како материјален доказ дека вистински биле аплицирани, а да не завршуваат на црниот пазар и да бидат препродавани, односно поединци за жал на трагедијата и на смртта на нашите сограѓани да печелат пари. Прилика тоа се случувало на клиниката за онкологија и затоа ја охрабрувам работата на Собраниската комисија која што детално го истражува овој случај и за ова мора да има одговорни. За ова мора да има виновни. Ќе ви дадам еден податок, во последните 10 години одредени веледрогери скупно наплатиле околу половина милиарда евра. Околу половина милиарда евра. Тоа е траурно и затоа денеска во Македонија ни се случува да младите се заминуваат, да цели семејства се заминуваат, а да имаме богаташи кои што можат да конкурираат богами и на некои светски личности. Дали очекувате да има договор за датум за избори? Некако целата оваа процедура вие инициирате средба, премиерот не одби, сега е прехврлена топката на работни групи, дали повторно вие ќе инициирате средба? Ние имаме подготвено работни групи, тие работни групи во минатото веќе работеа во рамките на парламентот околу изборниот законник. Многу пати кажавме дека предстојат два исклучително значајни изборни процеси за Македонија, за граѓаните во Македонија. Мораме многу сериозно да пристапиме на тие процеси. Не смееме да оставиме Македонија да влегува во уставна криза, иако Македонија е веќе влезена во уставна криза, со тоа што Државната изборна комисија од 7 члена има 6, односно јасен е законот, вели 4 представници на власта, 3 на опозицијата, сега имаме 4 на власта и 2 на опозицијата, бидејќи тој што во тоа време беше представник на опозицијата, денеска е дел од власта и стана министер, тоа е господинот Крена Луга. Значи ние веќе сме со една нога во уставна и политичка криза, иако во најскоро време не се номинира представник на опозицијата, можно е овој процес од самиот почеток да биде предизвикан пред институциите во Македонија. Затоа велам дека ние веќе сме со едната нога во политичка и уставна криза, а од друга страна се уште, како што било пракса во минатото, немаме јасни дати и рокови, иако според уставот и законите јасни се датите и роковите. Јас наистина не ги разбирам оние гимнастики на дел од раководството на СДСМ. ВМРО-ДПМН е подготвен, ВМРО-ДПМН ги аргументира позициите зошто е потребно да имаме и парламентарни и претседателски избори, од многу причини. Е тоа потребно да се случи, а пред се економски, да ги намалиме трошоците. За еден месец ништо нема повеќе да смени. Апелираме на разум, апелираме на совест кај владата на СДСМ и ДУИ. Како што кажав на почетокот, ние имаме формирана работна група, ја чекаме нивната работна група да завршиме и во рамките на неколку дена или недела, не е битно, да излеземе со јасни позиции. Дали за ВМРО-ДПМН е 8 мај кој што кружи како може датум на вториот круг на председателски и прв круг на парламентарни избори во редовен термин, дали е тоа за вас можно? ВМРО-ДПМН е логично размислува, а тоа е бидејќи од другата страна велат немале да одат на предвремени избори. Единствената недела каде што можат да се поклопат вториот круг председателски и парламентарните избори е 5 мај. Тој ден е велик. Во минатото сме имале пракса, така беше на последните избори 15 јули 2020 година, да и во среда имаме избори. И затоа велиме дека 8 мај е повторно можен термин кога би се случил вториот круг председателски заедно со парламентарните, би имало 72 часа рокови за жалби, за одлуки и така натаму и да се фати рокот од 12 мај да може новиот председател да биде веќе инаугуриран. Ова е логиката. Но повторно оставаме
на консензус, ние повикуваме на консензус, бидејќи таква била праксата порано, дека со консензус на сите политички фактори се носела одлука околу дата, време и така натаму. Повикуваме на консензус, затоа што пак од друга страна, последниот рок, според Устав и закон, на кој што, би се одржале парламентарните избори е 30 јуни. Зошто 30 јуни? Уставот е јасен, дека мандатот на актуелниот пратенички состав важи до изборот на нов, но не повеќе од 4 години. Имајќи предвид дека 4 август 2020 е формиран парламентот и од тогаш почнува да важи мандатот на актуелниот пратенички состав, значи дека ние на 3 август мора да имаме формиран нов пратенички состав. Ако оставиме 2 недели за прегласувања, догласување, надгласување, ако има жалби и така натаму, и законски 21 ден, бидејќи уставот е јасен, вели во рок од 20 дена треба да се формира парламентот, ако председателот на претходниот парламент не го свика, тогаш самиот се свикал, тогаш последниот датум на одржување на парламентарни избори е 30 јуни. Што значи дека кампањата би почнала на 10 јуни. Што ќе одлучи овие еден месец да трошиме милиони народни пари? Што ќе одлучи овој еден месец да трошиме? Има ли логика, има ли разум? Има ли некој таму кој што размислува нормално? И затоа велиме, опција нека биде среда, да седнеме, да се договориме, да разгледуваме, да видиме дали од другата страна постои некое логично размислување, здраворазумско и да дефинираме целата поставка.